Колега Панчо Минов, од 2020 година имам хронологија на податоци кои што се објавуваат и кои што се читаат тука од говорница, бидејќи трет пат го поднесуваме овој ваков амандман. Сега само за прво илустрација дека поголем број од средствата во општините се давале за вработени во пожарникари, ќе ви речам дека Република Македонија има 536 пожарникари помалку од законските прописи. Дали го знаете вие ова? Значи има податоци, има институции кои што ја истражуваат оваа област, прават споредби со соседните држави и кажуваат дека ние сме во мањак со пожарникари. И затоа често кога ќе се случи пожар во високите планински села, дури и населението од тие населени места оди да гасне без никаква опрема. И за ова не треба да се штеди. Јас не знам што не е јасно. За ова не треба да се штеди. А од друга страна, ако зборувате за сега градоначалниците, јас не би зборувала за кризата во која што се наоѓаме, меѓутоа би зборувала например за еден градоначалник кој што е веќе долг период градоначалник од СДСМ и ДУИ, еве например градоначалникот на Струга, кој што замислете набавувал 4 возила, додека општината била во минусни салда. Значи, замислете, тој набавил возило, службено возило за сума од 66.700 евра во 2019 година, тогаш купил и Ауди, купил 2 возила Шкода Октавија и едно возило Шкода Рапид. Значи, зборуваме за тоа како биле штедливи градоначалниците од СДСМ и ДУИ. И кога општината имала замрзната сметка поради натрупани долгови од 4 милиони евра. Волку мислат и градоначалниците кои што биле од СДСМ и ДУИ на противпожарната заштита, што купувале 4 возила. Тоа е суштината. Значи, државата треба да овозможи да се купи вакви возила. Заради тоа што не треба да чекаме истите да бидат донации. Тоа е нашата цел, тоа е нашата интенција. Дека ние треба да насочиме да купиме противпожарни возила, да купиме возила за брза помош и да ги направиме условите во овие противпожарни, односно условите на секој регион и на секоја област да бидат исти. За да не мора при секој огромен пожар да се викаат и да се повикуваат на помош возила од соседни општини. Инаку, пак ќе кажам, Петре Шилегов остана познат по една скала, која што ја набави за противпожарно возило, а која што беше од не знам колку милиони. Не знам дали се сеќавате. Затоа треба државата да ги овозможи овие пари, ако државата во изминатите 2 години набавила 147 возила за државните институции, за да се возат директорите, министрите и советниците на премиерот, тогаш може да набави и противпожарни возила.